Преглед на содржините на денешниот дневник. Богато културно-забавно лето во Охрид. Заврши 8-миот меѓународен џудо натпревар и инклузивен џудо камп во Струга. Да не се меша законот за родова еднаквост со родов идентитет, потенцира министерката Тренчевска. И нашата Централна банка започна со истражување на можноста за воведување дигитален денар. Се шират протестите во Франција по убиството на тинејџер од страна на полицијата. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со тавама. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и свежо со слаби локални врнежи од дожд, максималната дневна температура 23 степени, а во текот на ноќта кон петок ќе биде ведро и свежо со дополнителен пад на ноќните температури. Утре над најголем дел од Европа умерено облачно, нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветар и ниски температури. Се очекуваат температури во пад и невообичаено ниски за овој период од годината. Во источна и југоисточна Европа, на Пиринејскиот и на Јукодапенинскиот полуостров сончево и свежо. На Балканскиот полуостров во петок, времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо со пад на температурите. Локално на крајниот север слаби врнежи од дожд. Максималните дневни температури во интервал од 26 до 30 степени. Во Македонија во петок невообичаено свежо утро со утрински температури во пад и ќе бидат од 6 до 16 степени. Во текот на денот сончево, ветровито и потопло со благ пораст на дневните температури кои ќе се движат во интервал од 23 до 33 степени, УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во петок свежо утро со температура од 11 степени, а во текот на денот сончево и потопло со максимални 26. Во Охрид во сабота предпладне сончево со локална облачност, попладне умерено облачно и нестабилно со слаб дожд и дневна температура до 26, а во недела умерено облачно и нестабилно време со дожд, утринската 14, дневната 25. Во понеделник претежно сончево време со локална облачност и топло, минималните 14, дневната температура до 27 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпа Инвест. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените.
Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Богато културно-забавно лето во Охрид. Културолошката иницијатива 5 до 12 оваа година, петта јубилејна поред, со бројни настани за привлекување посетители во главниот туристички центар. Програмата ја сочинуваат 5 главни настани, истата стартуваше со летното кино со автомобили, а продолжува на дополнето со уште побогати содржини. Културолошката иницијатива 5 до 12 и оваа година, петта јубилејна поред со бројни настани за привлекување на посетители во главниот туристички центар. Програмата ја сочинуваат 5 главни настани и истата стартуваше со летното кино со автомобили, а продолжува на дополнето со уште побогати содржини. На 12 јули ќе се одржи традиционалната пловидба со кајчина и староградска музика по езерото, еден од најатрактивните настани во регионот. Следува 12 јули староградска пловидба со ансамбл Билјана со кајчиња по езерото, традиционално на Петровден како секоја година и години наназад. Потоа следува дводневен настан на скејт парк Охрид, оваа година малку пофестивалски. Првиот ден ќе биде повеќе музички, како музички концерт, дружба на скејтерите, а вториот ден ќе биде официјално надпреварот. Завршен настан ќе биде Охрид град музеј со музика, уметност и култура. На улицата Цар Самуил ќе има изложби, работилници, поетски читања. Од културолошката иницијатива 5 до 12 велат дека ги радува фактот што сите настани се добро прифатени како од охриѓани, така и од туристите. Да го направиме Охрид отворен град музеј, стариот дел на градот ќе се одвива конкретно по улицата Цар Самуил, по таа улица каде што има доста музеи, има работилници за филиграни, стара хартија, резбарско, така што паралелно од 20 часот до полноќ во тие 4 часа ќе се одржуваат повеќе настани од изложба, перформанси, поетски вечери, работилници за изработка на стара хартија и така натаму, и сакаме буквално целиот тој дел од стариот град да биде една отворена сцена и да се доживеа на охридска магија. И годинава на 6 август ќе се одржи манифестацијата Кафе на изгреј сонце. Во овие 5 години културолошката иницијатива 5 до 12 има организирано над 50 настани и се надеваат дека ќе продолжат со истото темпо, но и воведување на новитети. 8 меѓународен џудо надпревар и инклузивен џудо камп во Струга. Овој настан не само што го слави талентот и достигнувањата на џудистите и лицата со интелектуална попреченост, туку ги промовира и вредностите на инклузивност, еднаквост и моќта на џудото да ги зближи луѓето, велат организаторите. Од 24 до 28 јуни Струга беше домакин на 8-миот меѓународен надпревар во џудо, на кој се надпреваруваа повеќе од 600 џудисти од 67 различни тимови. Она со што се истакна надпреварот оваа година е тоа што за прв пат во земјава беше организиран инклузивен џудо надпревар на кој учесниците со интелектуална попреченост од Македонија, Србија и Романија ги покажаа своите неверојатни вештини во рамки на проектот Џудо за сите, поддржан
поддржан од Европската Унија во партнерство со џудо клубови од Македонија, џудо клуб Дрим Струга, од Србија џудо клуб Маки Коми, Асоциација Џудетеана де џудо Мехединти од Романија, како и Порака Нова од Струга. На настанот, организиран од Струшкиот џудо клуб Дрим и поддржан од Порака Нова, учествуваа локални, регионални и џудо клубови од неколку европски земји. Главниот надпревар се одржа на 24 јуни, а потоа наредните 3 дена следуваше инклузивен тренинг камп кој заврши на 28 јуни. Надпреварот обезбеди платформа за спортистите со интелектуална попреченост да се истакнат во боречката вештина на џудо и поттикна средина на инклузивност, прифаќање и меѓусебно почитување. Спортисти, тренери, домашна и странска публика се собраа во спортскиот комплекс Тими Струга за да бидат сведоци на извонредниот атлетизам, дисциплина и дух кој го носи самото џудо. Овој настан не само што го слави талентот и достигнувањата на џудистите и лицата со интелектуална попреченост, туку ги промовира и вредностите на инклузивност, еднаквост и моќта на џудото да ги зближи луѓето. Покрај возбудливиот надпревар во различни категории беше одржан и џудо камп тренинг и инклузивни работилници, тренерски методологии за значењето на инклузивноста во овој спорт. Овие сесии имаа за цел да ги поттикнат учесниците, тренерите и официјалните лица да ги поддржат ефикасно спортистите со интелектуална попреченост. Овој настан беше сведоштво за моќта на спортот да ги надмине бариерите и да ги обедини луѓето. Настанот ги истакна исклучителните способности на лицата со интелектуална попреченост во џудото, рушење на стереотипите и промовирање на поинклузивно општество, велат организаторите. Единствена намера на креаторите на предлог Законот за родова еднаквост е правење на жената во општеството да биде видлива. Со овој закон не се третира ниту промената на полот, ниту истополовите бракови, објасни денес министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Предлог законот е консултативен процес, уште не влегол ни во собраниска процедура. Со Законот за родова еднаквост единствено ќе се унапредува положбата на жената во сите сфери на општественото живење. Овој закон го третира прашањето што треба да направи државата преку воспоставување посебни механизми за да се унапреди положбата на жената во општеството, објасна денес министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Со спојувањето на Законот за родова еднаквост и Законот за матична евиденција се направи проблем, бидејќи ова се два закони кои третираат различна проблематика. Законот за измени на дополнување на Законот за матична евиденција, кој во 2022 година беше повлечен од собраниска процедура за да се прошири консултативниот процес, го третира родовиот идентитет, односно можноста трансродово лице да може да ја смени дознаката за пол и род, додека со Законот за родова еднаквост единствено се унапредува положбата на жената во општеството. Со Законот за родова еднаквост ниту се третира менувањето на полот, ниту се третираат истополовите бракови, туку единствено област на која што е фокусирана е подобрувањето на положбата на жените и еднаквите можности на мажите и жените. Законот за родова еднаквост не е исто што и Законот за матична евиденција. И затоа треба да ги одвоиме скроз кога дискутираме за овие два закони. Законот за родова еднаквост реков дека се фокусира единствено на унапредувањето на положбата на жените во општеството и создавање на еднакви можности на жените и мажите, овозможување на еднаков пристап на жените до сите ресурси во општеството, до сите добра и услуги и еднаков бенефит на жените од тие услуги. Со подеднакво вклучување на мажите и жените, подеднакво во сите сфери на општественото живење, можеме да се надеваме и на економски просперитет. Соодветно ќе се превенира и спречи и насилството врз жените. Во врска со Сенародниот собир на Македонската православна црква, Охридска архиепископија во знак на протест поради односот на власта кон нивното барање за повлекување од собраниска процедура на овие два предлог закони, министерката кажа: Треба да се каже вистината и да се разбере концептот на родова еднаквост во духот на меѓународните документи и во духот на сето она што постои како регулатива во нашата држава. Дека родовата еднаквост не е исто што и половата еднаквост. Родовата еднаквост или поимот род и пол не е исто што и родов идентитет.
тие родот и полот се дефинирани согласно постојната законска регулатива во државата и согласно она што државата си го превзела како обврска од Истанбулската конвенција. Идентични се дефинициите во предлог Законот за родова еднаквост со Законот за заштита и спречување на насилство врз жените, односно со одредбите од Истанбулската конвенција, објасни Тренческа. Во државата така ќе постои правна несигурност во спроведувањето на законите ако имаме различни дефиниции во различни закони. Инаку организаторите на денешниот собир сметаат дека овие законски решенија ќе бидат сериозна закана за општеството, особено за неговата основна клетка семејството. Од септември ќе има нов електронски дневник. Летово наставниците ќе учат како да го користат. Информираат од Министерството за образование и наука за новинската агенција Meta.mk. Прво ќе бидат обучени IT администраторите од училиштата, а потоа тие ќе треба да ги обучат наставниците. Во текот на летниот распуст, IT администратори од 30 основни и 26 средни училишта ќе бидат обучени како да го користат новиот електронски дневник, соопштија за Meta.mk од Министерството за образование и наука. Обуките ќе се реализираат додека траат годишните одмори и тие мора да ја поминат обуката. Оттаму појаснуваат дека со поддршка од Европската Унија преку ИПА фондовите започнале процес на изработка на нов ЕМИС систем и нов електронски дневник. Тој процес е во напредна фаза, односно се прави тестирање на новите софтверски решенија од страна на Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инспекторат, Државниот испитен центар, како и од наставници од училиштата. Во план е системите на есен да бидат пуштени во употреба, со што очекуваме да се надминат проблемите кои се детектирани во старата хардверска и софтверска инфраструктура во изминатите години, појаснуваат надлежните власти и пренесува Meta.mk. 114 земји во светот истражуваат за воведување дигитална валута, 11 целосно и воведоа. И нашата Централна банка од неодамна започна со истражување на можноста за воведување дигитален денар, кажа гувернерката на Народна банка Анита Ангеловска-Бежоска. Централните банки се еден од двигателите во процесот на дигитализација на плаќањата, а најдобар пример за тоа е што најголем број од нив ги истражуваат можностите за воведување дигитална валута, вклучувајќи и нашата Централна банка. Во услови на технолошки напредок и глобализација, за да се овозможат побрзи, поевтини и инклузивни прекугранични плаќања, од суштинско значење се соработката и усогласувањето на платните системи. За нашиот регион од особен интерес е усогласувањето на платежната инфраструктура со рамката на единствената европска платежна област СЕПА за поефикасни прекугранични трансакции и забрзување на економскиот раст. Ова беа првите пораки упатени од 15-тата конференција за плаќањата и пазарната инфраструктура, која во организација на нашата Народна банка и Централната банка на Холандија се одржува денес и утре во Охрид. Според најновите податоци, 114 земји кои што представуваат над 95% од глобалниот бруто домашен производ истражуваат за воведување дигитална валута, додека пред 3 години само 35 земји размислуваа за тоа. 11 земји целосно воведоа дигитална валута, додека од земјите на Г20, 18 земји се во напредна фаза на развој, посочи гувернерката на Народна банка Анита Ангеловска-Бежоска, истакнувајќи дека и нашата Централна банка од неодамна започна со истражување на можноста за воведување дигитален денар. На 28 јуни во 13 часот и 30 минути во СВР Охрид е пријавено дека на тераса од сместувачки објект лоциран на булеварот Македонски просветители во Охрид нарушен е јавниот ред и мир со непристојно скандирање и истакнување знаме или грб кој не ги содржи обележјата утврдени со закон. Во врска со пријавата во СВР Охрид се повикани двајца малолетници од Косово, гости во објектот со кои во присуство на нивниот раководител и представник од Центарот за социјални работи од Охрид е извршен службен разговор. Од страна на полициските службеници изготвен е записник за констатиран прекршок и известен е судија на претходна постапка по чии насоки ќе бидат преземени понатамошни мерки, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Следуваат вестите од светот.
Во неколку француски градови денес повторно избувнаа протести против полициските акции, откако еден ден предходно полицаец пукаше во автомобил и уби 17 годишник. Посебни групи луѓе почнале да излегуваат на улиците, а корисниците на социјалните мрежи објавуваат снимки од густ црн чад во Тулуз поради пожарите кои ги подметнале демонстрантите. 50 луѓе во градот излегле на улица и почнале да ја напаѓаат полицијата, фрлајки со камења. Полицијата одговорила со солзавец. Во Лил околу 100 луѓе се собрале на протести пред градското собрание. Демонстрантите запалиле корпи за ѓубре. Полициски извори изјави за француски телевизиски канал дека биле вооружени со камења и планирале подоцна да започнат протест против полициската бруталност. Париската префектура исто така пријави одделни немирни кои засега се локализирани, истакнувајќи дека полицијата е фокусирана на ситуацијата во Нантер и департмантот Хау-де-Франс. Немири избувнале и во комуната Вири-Шатилон во департманот Есон. Демонстрантите таму запалиле автобус. Косовската полиција го запрела синот на српскиот председател Александар Вучич, Данило, и го натерала да ја соблече маицата со антикосовски надписи, објави радиотелевизија Дукадини. Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека косовската полиција 3 пати го запрела и го претресла автомобилот во кој бил неговиот син Данило Вучич. Мојот Данило е похрабар од Курти, му честитам на косовскиот премиер за неговата храброст кога праќа луѓе да се изживуваат со туѓи деца. Тоа и е во ред, рекол Вучич. Данило, синот на председателот на Србија, бил на Косово за да го помине големиот српски празник Видовден во Грачаница со своите сонародници. Најмалку 13 лица загинаа како последица на високите горештини што го зафатија југоисточниот дел на САД, додека метеоролозите го најавуваат првиот топлотен бран годинава за Калифорнија. Меѓу оние кои загинали како последица на жестините е маж кој починал доцна во неделата во Шриверпорт, Луизијана, втор смртен случај за невообичаено топол јуни за државата. Во југоисточна Луизијана, канцеларијата на Националната метеослужба во Слајдел издаде предупредување за прекумерна топлина на 16 јуни, најрано во годината за оваа област. Се предвидува дека температурите ќе надминат 38 целзиусови степени во поголемиот дел од југоисточниот дел на САД до средината на неделава. Американската крајбрежна стража верува дека се пронајдени човечки остатоци во остатоците на подморницата Титан, која минатата недела колабираше во Атлантикот. Анализата на пронајденото допрва започнува, а сега е објавено и видео од депонирањето на деловите на подморницата. Делови од Титан кои се распадна при длабоко нуркање кон Титаник, при што загинаа 5 лица, се истоварени во Канада. Представници на Американската крајбрежна стража велат дека меѓу рамката за приклучување и задниот отвор на подморницата биле пронајдени човечки остатоци. Американските медицински експерти вршат анализа на она што се верува дека се човечки остатоци, се вели во соопштението на крајбрежната стража. Агенцијата моментално е во рана фаза на истрага за причините за катастрофата на Титан. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатно.